Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. ВМРО ДПМНЕ остави инфраструктурен пустош во Република Македонија. 11 години неодговорно, нестручно, недомакинско работење. 11 години криминално богатење на поединци за сметка на осиромашувањето на стотици илјади граѓани. Изведбата на автопатот Кичево-Охрид е последниот пример преку кој граѓаните на Република Македонија, сите ние, се уверивме во катастрофите кои ни ги приреди опозицијската ДПМНЕ. 120 милиони евра е цената која граѓаните ќе ја платат заради тоа што проектот за автопатот бил нецелосен, со речиси никакви геотехнички и геомеханички истражувања, без увид на состојбата на терен, со погрешно проектирани косини кои се нестабилни и се обрушуваат. Поради ова, цената на тунелот на автопатот се покачила тројно, од 29 на 89 милиони евра. Огромни проблеми има и од 12-тиот до 18-тиот километар на патот од Кичево кон Пресека, каде се појавиле свлечишта, обрушување на косините, затрупување на трасата, нерешени имотно-правни односи, а потребна е и дислокација на енергетски објекти. И како да не биле доволни неспособноста и нестручноста, згора на се, челниците на ВМРО ДПМНЕ посегнали и по провизии за уште повеќе да ги оштетат граѓаните. За овие автопатишта, специјалното јавно обвинителство има покренато случај, со сомнение дека разликата во цените од изведувачот до подизведувачите изнесува најмалку 155 милиони евра. За крај, имаме 3 прашања до ВМРО ДПМНЕ. Кој ќе ја сноси одговорноста поради доцнењето на изградбата на автопатот Кичево-Охрид и можните пенали кои дополнително ќе ги плаќаат граѓаните, поради тоа што за доцнењето директно е одговорна државата, која дозволила да се работи по речиси неупотреблив основен проект. Дали пропагандистите на ВМРО ДПМНЕ мислат дека барем еден граѓанин им верува кога за катастрофалните грешки на автопатите го обвинуваат Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? Дали барем самите тие си веруваат во сопствените лаги?